Врз основа на податоците што ќе ги добиеме од пописот, Министерството за труд и социјална политика и владата ќе ги градат идните политики и стратегии кои ќе овозможат ефикасен одговор на потребите на граѓаните. Од одговорот на прашањето каква е старосната структура на населението, зависат нашите политики за проширување на капацитетите во предучилишните установи за изградба на домови за стари лица. Потребите на пазарот на трудот и насоките во кои треба да се движат обуките и преквалификацијата на работната сила се важен предуслов за ефикасно намалување на невработеноста, но и за обезбедување економски раст. Дали и колку е застапена родовата еднаквост на пазарот на трудот, каква е состојбата со родово одговорното буџетирање се дел од прашањата на кои преку пописот ќе добиеме одговор од што потоа ќе зависат нашите идни стратегии. Податоците од пописот ќе возможат на вистински начин да ги планираме политиките во пензискиот систем, за да обезбедиме сигурна иднина за нашите граѓани. Како држава, имаме обврска да се грижиме за лицата со попреченост и да обезбедиме нивна целосна инклузија. Тоа е возможно само со скенирање на реалната состојба на теренот. Ова се само дел од прашањата чии одговори ќе ги добиеме со спроведувањето на пописот, а тоа ќе ни овозможи дефинирање на реалните потреби на населението. Пописот не е наш избор, тоа е наша обврска. Должни сме да креираме стратегии и политики кои одговараат на потребите на граѓаните и кои ни ја отворат европската перспектива.